Меѓутоа, ако го зборуваме за овој кривично правен настан, ние мораме да го гледаме во една целина. Ние го гледаме генералниот секретаријат на владата, генералниот секретар, не знам кои се другите лица кои што се опфатени со истрагата, но мораме... Со сигурност знаеме дека едното е лицето е собственик на фирмата која што компанијата од која што е набавен софтверот. Ќе видиме во која насока таму ќе оди. Но ние мораме да се подсетиме дека имаме органи други во државава институции. Имаме биро за јавни набавки. Што правело тоа биро во оваа ситуација? Дали е таму поминала не сите процедури оваа набавка? Имало ли можност тоа да се провери оправданоста и се она што треба да го содржи една таква постапка? И дополнително на она што го зборувавте за проверката на имотната состојба, она што јавното обвинителство исто така може сега да го прави, покрај проверката што ја прави Државната комисија за спречување на корупцијата, тие паралелно со криминалната истрага треба да отворат и финансиска истрага, да видат парите од овој тендер и од оваа набавка каде отишле. Што се случувало? Затоа постои и цела стратегија за финансиски истраги, постои веќе и процедура која што е усвоена меѓу институциите, во која се вклучени Управата за финансиско разузнавање, Министерството за внатрешни работи и УЈП и сите институции, кои што треба да се поврзат меѓусебно за да точно се утврди и тоа што се случило со парите од овој тендер. Затоа што ако на крајот на криштата зборуваме за корупција, треба да видиме каде отишла добивката од тоа и на крајот на криштата треба да се случи и заплена на она што е спечалено или добиено како добивка од таа сделка, за да може да се конфискува. Значи има многу